Христос воскресна. Во овие великденски празници имаме интересен гостин. Архиерејски намесник на западноевропско намешништво и парох во Свети Кирил и Методи Дортмунд. Протоиереј Ставрофор Душко Пецов. Христос воскресна. Навистина воскресна. Ви благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи и се надевам дека ќе бидеме од корис во денешниот разговор пред вашите гледачи. Овие пости траат, значи Великден е 40 дена, така? 40 дена се постите и уште Страсната седмица, која што е од понеделник до сабота. Тие се едни од најтешките, мислам, не од најтешките пости, кои што во претходот на празникот Великден. Како вие се одлучивте да пристапите кон свештенството? Кој бил мотивот и одлуката? Тоа е една интересна ситуација. Кога беше великденскиот пост, свештеникот оди по куќите и ги посетува домовите. Да крсти вода, да свети вода. И мојот татко тоа време работеше во ресторанот. Не одеше на работа во 7, значи тука беше негде 9-10 и кога ќе дојдеше свештеникот, обично наутро кога дојдеше и татко ми, знаеш, или спиеш или нешто, и тога се сеќавам тој ден. На колку години било тоа? Тоа е 94-та година. Значи, татко ми стана, знам од спиење и му рече на свештеникот: "Абе, овој мојот ностоп зборува за свештеници, за цркви, дај да го, знаеш, кажано да го направиме еден попел." Тогаш свештеникот рече: "Ако сака, нема проблем, осмодрен јас бев." Може, тоа беше значи некаде април месец. Може овој период тука негде прилика беше. И ние во селото имавме свештеник во пензија, стар свештеник што беше во пензија, живееше на сред село. Тој свештеник почина точно на Великден. Значи тоа се случува 2-3 недели после тој разговор со свештеникот. И кога почина тој свештеникот на Великден, народот почна да збори дека свештеникот починал на Великден. Знаеш, некако беше ептен беше ситуацијата многу чудна. А нели има верување кога некој ќе почине за време на некој таков добар празник дека бил добар човек? Тоа е Божја промисла, Господ тоа го одредува, но сакам да ти кажам, беше интересно и во тоа време ти знаеш дете 14-15 години, кога си видел еден свештеник или некој, и тоа време дојдоа многу свештеници, владики на погребот, тој живее точно на селото. И некако се проводи она чувство, гледај колку е убаво, гледај колку народ, колку почитување беше. Веднаш после тоа беше примниот испит. Видовме што треба, како треба. Требаше да се биде одличен ученик, тоа беше условот. Отидовме на приемни испит. И знаеш, кога ќе почнеш, ти си на нула. Значи, ништо не знаеш. Потоа со текот на времето, кога влегуваш во науката, се повеќе те интересира. И ете така се, значи, учев во Скопје, значи 5 години е средното училиште, што се учише секоја сабота и секоја недела имаше пракса. Значи, мораше за бајлето да одеш на богослужба 2 часа, 2,5 часа. Потоа бев и на теолошкиот факултет 2-3 години, но тука некаде заврши војска и потоа стапи во брак и потоа свештеник. Кој сме кај бракот? За оние што не знаат, свештеникот за да биде свештеник мора да е? Мора, во православната црква мора да биде свештеникот, да биде во брак, тоа се и други услови некои кои што треба да се исполнат, но тоа е затоа што и самото семејство е домашна црква во која што потекнува и воспитанието, потекнува културата и понатаму ни животот. Значи тоа е услов да бидат двајцата, затоа што со самото венчавање, кога ќе стапат во брак мажот и жената, и молитвите кои што се читаат, се обајцата ќе бидат едно тело и едно плод и заедно се плови низ тие брачни води, а ние двајцата со мојата протопрезвитера, значи и како црквата си ја водиме, да речеме, со помош на сите луѓе кои што се околу нас. Како дојде степенот да бидете на ова високо ниво? И за оние што не знаат, нели, за да некој свештеник за да гостува во емисија треба благослов од нормално благослов од нашиот надржен Пимеј. Митрополит Европски господин Пимеј, тоа тоа не проблем, а чиновите, да речеме, тоа се сега некои административни работи кои што треба да постојат, кои што треба да ги има. Се си има своја заслуга, но не е тоа. Значи, ние сме сите свештеници, служиме на Бога и дипломите и тие работи не се толку многу важни. Битно е дека треба да имаш однос, да имаш личен однос, да гледаш со верниците, да те сакаат, да те почитуваат и да се трудиме најнапред да го чуваме она кое што е законски, канонско право. Значи да не отстапуваме од тоа кое што е нормално во духот на православието.
Како е организацијата во Европа, црквите како функционираат таму? Конкретно за кај нас во Дортмунд, ние пред неколку години имавме нова апостолска црква, беше тоа, која што беше преуредена во православен карактер и тука служивме свети литургии, свети богослужби, но слава му на Бога, успеавме за неполна година да во дворот да купиме место да изградиме нов храм кој што е изграден од темел и кој што е сега комплетно преуреден, има уште мал дел да се исцртаат фреските. И тука служиме за онаму каде што потребно е време да се направи, се навистина имаме голема љубов од каде, например, државата, дали ќе биде Германија, Швајцарија, Италија, од тие власти од другите цркви, каде што има напуштени цркви, односно црква која што била протестантска, која што била католичка црква, која што не ќе се даде, да речеме на видно не изнајмување, туку ние ги плаќаме режиските сметки, струја, вода, тие и тие ни даваат да го користиме на неколку години, така што секако ние си преуредуваме црквата внатре и тука се одржуваат свети богослужби, се до оној момент кога заедницата ќе стане на повисоко ниво и ќе се успее да се изгради црква. Неколку цркви има низ Европа изградени од темел, секако тоа се со помош на народот. Сега некои ќе и успеат и да ги купат црквите, такви цркви, па ги преуредуваат, ги принечуваат, но верувајте дека навистина има разбирање од сите тие странски, да речем сега, власти, дали ќе се германски, швајцарски, италијански или било кој, и ни излегуваат во пресрет и на тој начин се воцрковува македонскиот народ и други народи доаѓаат кај нас, но сепак зборуваме за македонците. Колку народот е воцрковен во Европа и дали има услови да посетуваат цркви? Јас мислам многу дека е воцрковен народот. Мислам дека многу затоа што го гледаме тоа по сликите, го гледаме тоа по видеата, браќата свештеници со своите членови на црковниот одбор, црковните управи, неумерно работат и сето тоа и го пласираат во јавноста, сега е се достапно да се види и верувајте дека навистина луѓето возат и по 100-200 километри да дојдат да бидат на своите празници на црква. Значи тоа е стварно една убава гледка, еден убав момент кога не само ние како свештеници, туку и сите тие кои што се околу нас ќе успеат да дадат сето она кое што е нај минимално потребно за луѓето да бидат во црквата. Значи тие се трудат луѓето, че не е како тука. Тука да речеме сега конкретно во Скопје или во некој село имаш црква на 2 километри, на 100 метри, на 200 метри. Таму значи има и по 200 и по 300 километри затоа што немаме секаде македонски цркви, но луѓето гледам дека си ја зачувале верата, затоа што кога македонецот тргнал од Македонија на печалба, не земал едно куферче само со алиште, туку си ја понесел и својата жива вера. Конкретно за нас 90-та година е формирана црковната општина, значи гледате тоа се 36 години. Во почетокот и кај нас во Дортмунд се изнајмувало цркви, се служило во такви цркви. До 2002 или 2003 година е купена сегашната старата црква, а потоа и 23-та и осветивме црквата на вистина, но за сето ова кога што го гледате, ние сме свештеници, но за нас стои голема река на луѓе, особено црковните одбори, црковните управи кои што несебично се залагаат, помагаат, доваѓаат, се трудат и прават се да можат верниците да се чувствуваат убаво и да ја одговорат на сите задачи кои што ги треба. Има потреба, дај Боже да се изгради секаде храмови, да има цркви, да има, затоа што тоа е убаво, но верувајте дека и многу е тешко. Сега моментално мислам да зборувам општо, почната е во Берлин, да се гради од темел црква, сега во Швајцарија се прават напори. Холандија пред некое време купија еден објект, го преуредуваат. Има и други цркви и општини кои што навистина се борат и се трудиме, повторно ќе кажеме, ние како свештеници под раководство на нашиот надлежен митрополит господин Пимен, заедно со црковните одбори, управи, да сето тоа го реализираме во најдобар можен начин. Секако има за незадоволство, луѓето нешто секогаш ќе најдат нешто дека не секој си гледа некои интереси, но верувајте дека тука се е транспарентно, чисто и слава му на Бога и благодарност на сите луѓе затоа што се околу нас. Сакам да позборувам малку за постот, што се случува со оние луѓе што не можат да постат, дали е болест или бремена. Види сега, Светата православна црква дава правило како се пости. Значи постојат среда и петок пост, постојат 4 големи пости во текот на годината. И сега во ова модерно време
Може секој да отвори интернет, може да прочита како се пости. Свети Јован Златост вели, не е целта да се плашиме ние како од војвода страшен од постот, туку целта е да се придобие верникот. Најдобро од се, секој еден кој што сака да пости, да си има свој духовник. Духовник е свештено лице, дали ќе биде монах, дали ќе биде владика, дали ќе биде било кој, да си има за да си најде правилен начин и пат како ќе пристапи кон постот и на кој начин ќе го заврши постот и ќе се соедини со телото и со крвта Христова, односно тоа е светата причест. Сега, ако се мали дечиња, до 7 годишна возраст, од прилика сега, да не ме држите за збор, да не испадне некој да се причестило дете 6 или 8 или 9 години, Светата православна црква дозволува на тие деца без да постат. Ниту пак мајката, ниту пак бабата може да пости за тоа дете и не е тоа, значи децата сами. Зошто? Затоа што детето кога е слободно, знаеме дека децата се со чист ум, со чиста совест, значи детето кога е слободно, особено во тие далечни земји, да речеме каде што децата живеат сами со родителите. Тоа дете кога ќе дојде првпат на црква, кога ќе види 100 души, 200 души, тоа никош не било со повеќе во друштво од 20, 30, 5 души, затоа што реков, таму се малку, живее со мајка му, со татко му во градинка. Детето треба да се навикне на атмосферата на храмот, да го почувствува мирисот на темјан, да види нови лица. И тоа дете му се дозволува да се причисти без да пости. Но кога ќе наполни одредена годишна возраст, му се наложува пост. Значи нешто да се откаже. Значи нема да јаде месо. Прво, дечињата се млади, затоа што им треба да се јакне духот. Но повторно ќе се навртам. Најважно е да се има духовник. Како што одиме на физички доктор, кога ќе седнеме на тоа столче тркалезно, ние кажуваме и тоа што не боли, само за да добиеме да или лекове, значи. Затоа секој еден мора да се има духовник кој што ќе му наложи вистински пост. Но она кој што сега ние сите луѓето одиме директно е телесниот пост. Значи одмах што ќе јадеме, што ќе пиеме. Може би има некој што не е ни православен, ни што не знае ни верата, да пости повеќе од нас за физички проблеми, вегани, сега модерни времења младите имаат, значи тоа не значи дека тој пости. Затоа јас на сите кои што доаѓаат камери, што советуваат, така и со моите браќа свештеници знам, им кажуваме постот физички се држи, но наполнувајте го со духовен пост. Молитвено правило на сабајле, на вечер, преку текот на денот, правете милостиња. Значи ние купиме ново палто и го чуваме во шкафот. Одиме со старото палто. Купиме нови чевли, ги чуваме за нови. Колку од нас во шкафовите, во подрумите имаме алишта кои што не ги носиме, а поминуваме секојдневно покрај улицата и ќе гледаме бездомници, ќе гледаме луѓе кои што им треба тоа. И не им го даваме. И ако ќе излеземе сега во град, пример, сакаме да купиме едно палто, да речеме од, сега сме во Македонија, да зборувам македонски, 2000 денари. Ако тоа палто ние го купиме за 1700 денари, ние тие 300 денари нема да ги дадеме на сиромасни, нема да ги дадеме на оние кои што им требаат, туку ќе отидеме физички, ќе се задоволиме со јадење на сладолед, со крем, со некои работи. Значи, треба да се учиме да правиме милостиња, затоа што на вистина на некој тоа многу му е потребно. Старите алишта што ги имаат дома се сврзуваат со материјалното. Тоа е проблем и не може да се откачат. Пример е алиштот од моите бебиња кои биле деца, така работи. Добро, но ама така стојат. Да. Така стојат, а на некому е стварно потребно тоа. Јас пример ги имам дадо, на едно имам самоставно пустонче. Добро, тоа окей, тоа си е разбирливо ако има нешто да речеме или му го дала некоја баба или некоја тетка или некое значење. Тоа но зборувам дека ние имаме многу имаме, значи минуваме кај луѓе што нас вистина тоа им е потребно. Им треба може и емоција за да се отргне за да. Значи тоа е да се вратиме на постот, значи секој може да си најде начин како да пости. Не може да биде постот ист за оној кој што работи физичка работа 12 часа, оној кој што седи во камион, оној кој што е по граници, кој што војници, полицајци, да речем кој што не може да биде постот ист за жена која што дои, за жена која што е бремена, за стари луѓе кои што пијат секакви лекови за болки на коски и сега да не зборувам некои страшни болести. Значи треба да се најде, но важното е да се почитува духовникот, свештеникот, за да се постапува според она како што треба. И секој еден свештеник ќе најде и ќе изнајде пат како да се пристапи кон постот. А за оние мајки што повеќето во моето друштво, вика постам и јас за моите деца. Не.
Добро, сега тоа е жртва, нормално, секоја мајка си го сака своето дете, но никаде тоа не пишува дека некој за некој може да пости. Никој за никој не. Затоа ти реков, децата до 7 годишна возраст се причестуваат, ајде па да не ме фатите за збор 7 годишна возраст, тука се причестуваат слободно. Мајката може да пости нормално, но секој си пости за себе. Затоа што со самото крштевање секој станува член на православната вера и секој си после тоа се гради во духот, во тој смер на православната вера, некој повеќе, некој помалку. Имаме едно интересно прашање, вика изнемување на цркви во Европа и каква е нашата црква во Дортмунд. Да им да објасним ова изнемување да не... Па не, изнемување не е тоа, значи спомна пред малку, не е изнемување, значи тоа е ке пример. Ке се собере народ во некој град, ке најдат некоја црква напуштена или оставена, затоа што многу цркви низ Европа, зборувам за католички, за протестантски, за тие се оставаат, ке се дојде во контакт со тие кои што се одговорни и таа црква има трошкови. Пример, вода, струја, газ, сите тие работи кои што треба и на тој начин ќе речат еве, тие излегуваат во пресрет, ќе ни ја дадат на пример на нас, ние ќе, но има таму некои правила кои што не сме се менува, но ќе ни ги дадат и ние ги плаќаме тие режиски сметки. Црквата во Дортмунд е изградена од темел. Значи црквата во Дортмунд е изградена од темел. 2019 некаде јануари почна да се гради. 26 септември на мојот роѓенден се стави купола, да се сеќавам, значи за брзо време се изгради, потоа почна короната. Малку стагниравме затоа што повторно ќе кажам, таму има цела црковна управа која што раководи со сето тоа и беше навистина ситуацијата тешка, не се знаеше како ќе биде. Ние нашата екзистенција е само од народот, колку ќе успееме, но еве слава му на Бога, помина и тоа, успеавме за кратко време да покриеме, да се среди тој кој што треба и 23-та година поглаварот господин Стефан, неговото блаженство, нашиот митрополит господин Пимен, починатиот господин Тимотеј, двајца имаше од Српската црква и повеќе свештеници од Европа, успеавме да го извршиме тој чин. Еве и ден денеска се воцркувуваме, има дечиња кои што пеат, кои што помагаат, повторно ќе кажам, има луѓе кои што работат таму, кои што се трудат и даваат, несебично даваат од своето слободно време за да се да биде добро. Затоа што јас секогаш ќе кажувам, црквата не сум само јас, црквата сте сите вие. Ние представуваме лик, како ќе се однесуваме, како ќе постапуваме. Не можеме да бидеме идеални, не можеме да бидеме совршени, сите си имаме мани човечки слабости, сакаме да се да бидеме, но сепак треба да постои една доза и така, еве конкретно за мојата црква, еве сега можам да кажам јавно и секогаш им благодарам затоа што се околу мене, не сум сам. Значи ми помагаат. Поддршка. Да. Јас морам заборавив при тоа да се заблагодарам за подроците што ги добив, посебно за овој прстен. И ова морам да го покажам, ова е таа црква во Дортмунд, така? Да. Изградена од темел, значи се комплет во стилот на православието. Кога почнавме да градиме црквата, мотото кој што го пишуваше беше црква од сите и за сите. Значи така беше, значи ја градиме од сите и за сите со многу голема љубов, со многу голема посветеност. И не само кога ја изградивме. Значи првото кое што повторно ќе кажам, сето тоа кој што сега да не се надополнувам, значи не сум јас само, значи таму има луѓе кои што помагаат. Првото кое што го направивме ни беше идејата мермерот да го донесеме од Македонија. Затоа што кога ќе влезат на молитва да стојат на македонско тло. Значи тоа нема сега некоја кој знае колка да речеме од теолошка страна, но чувството да биде тоа. Значи да застанеме на македонско тло и кога ќе се молиме, кога ќе воздуваме молитви, така на тој начин да се чувствуваме. Иконостасот од Македонија, сликарката фреско што ги слика фреските на зидот исто од Македонија, Битола. Сето тоа, значи тие работи што сите се од Македонија донесени. Значи рачно изработени, направени во духот на православието, онака како што треба. Имам интересно прашање, веќе кога сме кај иконите, што се случува со оние Божји чуда каде што многу икони плачат миротечение? Тоа е познато во православието, не дека плачат, туку се случува од некои икони кои што се навистина свети икони, кои што достигнуваат еден голем степен каде што се случува, значи миротечение, каде што тече миро, кое што потоа верниците го собираат, се прави помазание со тоа за здравје. Тоа во историјата и во сегашноста е многу познато, да речеме, и Свети Димитри во Солун, каде што е неговите мошти. Постојано тече миро. Тоа е доказ дека тие се светители, дека нашите молитви кон нив навистина се големи. Сега ние имавме скоро време чудо во Лесновскиот манастир, каде што едно дете
не можеше да оди. На вториот ден, мислам на Велиден беше, по молитвите кои што беа прочитани, почна да оди, кој што имаше навистина тешка болест. Тешка болест која што беше ни излечлива, мислам дека беа и во Германија, и во разни клиники, но еве тука успеа. Тоа не е непознато, тоа е познато, но повторно треба да се внимава. Повторно треба да се внимава да не биде секој едно нешто такво да биде дека е тоа знак дека е миротечение, затоа што луѓето сега со својата слабост може тоа да го злоупотребат. И се случува да се злоупотреби. Значи тоа треба многу да се внимава тука ако се такво нешто се случи, тука се знае кој реагира прво, епископот, митрополитот или владиката кој што се надлежен или таму старешините, да се сето тоа осознае убаво, да се види дали е така, затоа што има и ситуации кога што луѓето прават, да речеме, некои работи, а знаеш кога си во немоќ, кога си во тешка прават такви работи? Па сега имаме. Ние сме колку 8 милиарди на планетата. Секој гледа да дојде некој до екзистенција. И така и пише во Библијата, ќе се појават многу лажни пророци кои што кажат тука е Христос, и таму е Христос, и ваму е Христос, но вистината е една, значи во црквата, кај нас, кај православните. И тие што сега се отргаат од учењето, од вистината, секој си има своји идеи, своји замисли и на тој начин из вековите, значи така и настанала и поделбата 1054 година меѓу христијанството и потоа многу разни кои што се поделени. Секој си има, секој се убедува дека тој е правиот и тој е вистинскиот. Значи така и ние луѓето да речеме нешто кога ќе направиме, сме сигурни дека тоа е тако, но кога ќе не допре некој на рамо или кој ќе ни каже да се осознаеме, ќе видиме дека многу работи не се добри и не треба се прават. Кои се 7 свети тајни, што значат тие за нас како православни христијани? Па 7 свети тајни се сите тајни, да речеме, тоа е живиот однос на Бога кон нас и на нас кон Бога. Значи ние почнуваме со светата тајна крштевање, да влеземе во православната вера, тука заедно ги правиме двете тајни, светата тајна крштевање и миропомазание. Тоа е значи да бидеш православен, значи детето обично кај нас се прави тоа децата кога се мали. Се крштеваат, тука имаме и освештение, кое што е за болни, се осветува масло, кое што се чита. Имаме света тајна брак, која што не е задолжителна, некој ќе стапи во брак, некој нема да стапи во брак, но не треба па да живее во брачно, значи има друга цел која што е тука е монаштвото, значи никој не треба да го заврши така животот, тоа се 2 пата брак и безбрачност на кој што се одлучува. Покајанието и исповедта и светата причест и светата тајна свештенство. Значи свештенство исто така не е задолжително за секој, затоа што не секој е свештеник. Тие се 7 тајни, 7 свети тајни. А најповеќе ние луѓето се, значи почнувајќи од крштевањето, миропомазанието, венчувањето, се светата тајна исповед, покајанието и светата тајна причест, кои што ни најповеќе ги се повторуваат. Има свети тајни кои што не се повторуваат, кои што се вршат само еднаш. Има свети тајни кои што се повторуваат, речеме, како речеме причеста. Колку повеќе се причестуваме, толку повеќе е добро за нас, затоа што со самата света причест ние се причестуваме со телото и со крвта Христови и го внесуваме во нас и на тој начин се држиме во живот, се храбриме, си нанесуваме на нас штит кој што ќе не понатаму води во животот да можеме да одолееме на овие животни пребрежја и искушенија кои што навистина се многу и тешки. Кога спомна дека не е добро да се живее вон заедница, што повеќето гледам дека тоа е модерно, Модерното и корисното да живеат одвоено, а притоа да имаат оформено деца. Значи не е, речено е, значи исто самото создавање на светот. Значи имам пример, другарка моја е претоа разведена и поради таа причина не ќе сега стапи во брак и има деца. Тука тоа ќе повлече други гревови. Значи ако живееш вон брак, ќе повлече други гревови, значи кои што не се благословени. Спомнав сега, значи самото создавање на човекот кога се создадено Адам и Ева, во Библијата, значи првите стихови вели кога Бог го создаде човекот, виде дека не е добро да биде сам на земјата и од неговото ребро ја создаде жената. И вели не ја создаде од било кој дел на телото, туку ја создаде од реброто, кој што се наоѓа под мишката, под раката, да ја храни и да ја стоплува. Значи да му биде вечен сопатник со него. И молитвите кога стапуваат во брак, во венчавање, мислам дека тоа е на почетокот кога го спомнавме, обајцата да бидат едно тело, една плод, како што тие се сега пред олтарот се
и го продолжуваат лозата, и тие да продолжат лозата да видат синови од своите синови, керки од своите керки. Значи сето тоа е благословено. Ако не живееш во благословен брак, не е тоа брак. Значи тоа повторно ќе кажам, децата се вомбрачни. Децата се вомбрачни на тој начин. Значи така и кога доаѓа на крштевање некој, ако родителите да речеме ги прашаш дали се венчани или дали не се венчани, да го крстиш детето, значи не е тоа црковен благословен брак и не е произлегло тоа дете од црковен благословен брак. Затоа и таа е света тајна брак исто. Кога православната црква дозволува развод на црковен брак и зошто? Може да се направи развод на црковен брак кога двајцата ќе се случи, пример. Може да се случи да почине некој брачен другар. Може да се случи тоа. Може да се случи поради недоразбирање, поради XX причини кои што бидат, може да се разведе, но постои црковен суд, значи како што тие се граѓански треба да се разведе, постои црковен суд, кој што е административно, постои во секоја епархија се има луѓе кои што се задолжени за тоа, се приложуваат документите, фактите, тоа сето се разгледува и се дозволува. И црквата дозволува потоа да има втор брак. Да, да има. Два или три има? И трет брак, ама третиот брак е брак на покаяние. Значи тука се одредени молитви кои се читаат, тоа е само за да се запази да биде благословено. Но треба да се знае едно. Ако се случи да, пример, мажот има брак и сега сака да се венча по втор пат, а таа неговата сопатничка која што има изберено немала брак, значи немала брак, се прави прв брак заради неа, за да се зачува незината светост, се прави повторно прв брак, затоа што таа немала, а таа пак прегледува, значи прогледува ни сето тоа, значи можеби тоа имали деца и можеби се, но таа сака да живее во брак за да го спаси и него, затоа што обајцата се спасуваат преку тоа. Значи тоа е пат, бракот е пат кој што се оди и кој што, како што вели Свети Јован Златоуст, едната рака и другата рака се заедно, значи ако плаче едната и другата, значи можеме да се поддржуваме. И тоа е заедништво кое што се оди, кое што се потоа понатаму животот. Дали ќе се случи да имаат повеќе деца или нема да имаат деца или тие другите деца ќе ги гледуваат, тоа е сето, тоа е индивидуално, но благословено е и препорачливо е да не се живее вонбрачно. Самиот збор вонбрачно значи покажува дека е нешто надвор од нешто. Надвор од верата. А за оние пример што не сакаат граѓански брак или на лист хартија, туку само претпочитаат црковен брак. Мислам дека треба да има граѓански брак, па црковен брак. А за оние ако не сакаат граѓански? Сега тоа Тоа ми е прашање од публиката, имав неколку прашања, бидејќи потешко е разводот кој е во суд, отколку полесен разводот во црква. Ама тоа ќе си дојде време да речеме кога ќе се заврши. Ама не, ако мора да имате они склопено граѓански брак да дојдат правилно, значи сега да кажам, тоа е услово, значи ти доаѓаш со тие документи затоа што ви двајцата се стапиле во брак. Што тоа е лист хартија пак е. Да, лист хартија, но пак е процедура која што треба да се запази и сега конкретно тоа мора да се почитува. Да се почитува затоа што ти двајцата ставиле потпис и после понатаму стапуваат во црковен брак. Зошто треба да одиме на литургија? Литургијата е центар на светото богослужение. Светата литургија е центар на светото на богослужението, постојат и повеќе видови на молитви кои што се утрена, вечерна и после сега да не ги спомнувам, има повеќе. Затоа што со самото присуство на светата литургија се извршува целокупната вистина која што постои во православието. Значи тука се принесува жртви. Значи свештеникот пред да почне света литургија обично има утрена богослужба, света утрена богослужба, на која што покрај молитвите кои што ги чита се прави проскомидија во која што се принесуваат дарови. Тоа е тоа лепче кој што се нарекува просфора, на која што има печат и тука е поставени некои нешта кои што се поврзани со православието. Значи Исус Христос тука означено, Пресвета Богородица, 9 ангелски чинови, се вадат честички за народот, за епископот кој што е надлежен, се вадат за живите, за умрените, значи тука и тоа кога се става на дискусот, така се нарекува дискусот путир, дискусот кој што е округол, тоа е целата вселена, значи се е тука. Се е тука. Значи ние се молиме
и преку светата литургија е единствената света богослужба на која што се дава светата причест. А без света причест нема живот вечен и нема нормален живот. Значи тоа е најсилното нешто на светата литургија. Кога излегува свештеникот, има тука сега тоа е цела една емисија можеме да направиме како е за светата литургија, кога излегува свештеникот на малиот вход со евангелието, кога излегува со путирите со дискусот на големиот вход. Значи сето тоа го представува излегувањето на Господ Исус Христос на проповед, неговиот пат од распнувањето каде што бил од судницата до Голгота. Значи сето тоа го кажува. И секогаш кога има и на другите богослужби, но и на литургијата, свештеникот кога служиме, ние сме свртени вака кон исток со грб кон народот, но има моменти кога ние се вртиме на назад и со крстот или кога даваме благослов, ние викаме мир на сите. Значи не викаме мир на тие 5 души, на тие 7, на тие 20, значи ние не ги во тој момент и да ги знаеме луѓето, значи ние не судиме или како свештеници или да кажеме, значи тука се добива тој благослов мир на сите и кога дојде време да се причестува. Значи никогаш не е ајде да се дојдете да се причестите, туку се вели со страв Божи, вера и љубов пристапете. На таков начин пристапувате. И молитвата која се чита пред светата причест или оние кои што имаат благослов за причест и се дава некој да се прочитат дома или молитви пред причест има вели и Господи причестувањето да ми биде за здравје и спасение, а не за осуда. Значи не треба и сега да се и светињата не се дава да се фрла, значи треба да бидеш достоен. Затоа и ние многу пати кога причестуваме велиме кој имате благослов да пристапите кон причест. Значи некош ќе се дојде во ситуација да треба да се причести некој, ќе добие благослов, но тоа сабајле или тој ден ќе биде нервозен, ќе биде растревожен, ќе има икс проблеми и ќе се почувствува не може да се причести. Значи не мора да значи. Сега многу се случува ќе дојде не можам да се причестам во таа недела затоа што бил на работа, затоа што бил тука. На нас ни е дадено православните христијани да ги постиме секоја среда заради предавството и секој петок заради распнувањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос. И ако сме ние постојани, можеме и во недела ако имаме благослов и преку неделата ако постиме, мислам, да биде тоа континуирано со благослов, не мора да биде великденски пост или петровденски или богородичен или божики. Ние можеме да се причестуваме. Но ние сме веќе во тој ред. Ние сме веќе во тој колосек влезени и како такви препознаени сме свештениците нормално со благослов и како што вели и Бог ја препознава кај секој може да се причести. Литургијата повторно ќе кажам е нешто најсветло и значи тој заеднички момент на богослужение каде што молитвите преку молитвите ние свештениците велиме и направи го велеп честно тело на твојот Христос, а тоа што е во оваа чаша честна крв на твојот Христос. Значи тоа е верувањето. Значи не се причестуваме ни со винце. Колку пати ќе дојде некој, ќе рече да се причести или ќе дојде покасно, да се причестиме, да се значи завршено е, нема, значи тоа не ниту пак може да речеме се има запазни дарови за болни, за не дај Боже, но ако во нормална ситуација луѓето некогаш и не го знаат тоа. Ама и види колку има вино, дај ти топнам, значи не. Значи не, тоа сега го спомнав така затоа што се случува луѓето тоа да го прават. Се е со страв Божи, со вера и со љубов. И така и треба да бидеме не само на времето на светата литургија, секогаш. Јас, кога бевме ученици, знам, имавме професор кој што ни предаваше, кој што велеше, дечки, не мора да одите многу далеко. Кога ќе си легнете вечер, земете еден лист, нацртете еден круг, земете еден фломастер и почнете да боите. Колку пати јадеше денеска? Колку пати си миеше зъбите? Колку пати денеска беше на кафе? Колку пати гледаше телевизија? Колку пати тоа? Боите, ќе го изфарбате целиот круг и на крајот поставете си прашањето: ја денеска прочитав Оченаш? Не. Прочитав Господовата молитва? Не. Се сетив за ближните? Значи, ние се правиме, а сите тие работи не ги остануваме. Значи, сакам да најдам апликација, ако може, мислам и дека има. Колку пати во денот ние ќе тапнеме на телефонот на екранот? Дали 0,0% од тоа да го одделиме, да речеме еднаш: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме, или Господи Исусе Христе, спомни се за болниот, спомни се за тој, или Пресвета Богородица.
Значи, тоа, а колку пати ќе направиме? Сега скоро тоа го зборував кога сум за телефонот. Гледаме многу луѓе, да речеме, ќе дојдат или во гужва или во се, не се крстат правилно. Значи, не го прават крстот правилно. Крстот ние кога го ставаме на нас, тоа е осенување. Значи, ние правиме духовен штит кој што ќе штити од надворешните непријатели, од надворешните влијанија. Телефонот ако има шара, ако е погрешна шара направиш, ќе се отвори? Не. Не се отклучува. Значи, погрешна шара не се отклучува. Така и со крстот. Значи, како што велеше еден стар свештеник, не бркајте муви, значи, или комарци. Значи, има луѓе што нема зошто. Ја ги гледам младите за тие работи повеќе внимаваат, за речеме, од некои други, затоа што прочитале, виделе стварно и сакаат. Знаете, тешко е да се дојде до сето она кој што го учи црквата. Ке рече некој, не е тешко, има се на интернет. Не, тешко е да се дојде до она кој што е вистинско. Ние ќе прочитаме, ќе направиме се, но треба да бидеш вистински верник во смисла на исполнување на тоа. Значи ти треба да сакаш со љубов. Еве преска мислам дека се спомнавме кога разговаравме во некое село, луѓето можеби ќе оди комшиката на црква, ќе ја види другата, чека, јас ќе дојдам со тебе, трета со тебе, значи посетувањето не треба да биде ради реда и не треба да биде току така. Значи постои подготовка. Постои нацелена подготовка. Значи ние мислам дека одиме на добро. Гледам дека се повеќе млади доаѓаат на богослужби, сакаат, се постат, се исповедаат, се пречестуваат и не име проблем да кажат, да речеме, се случува некош ќе дојде, еве сега и тоа да го кажам, кога сме за тоа. Ќе дојде некој, значи, ќе дојде млад, дали ќе биде машко, дали женско, не е проблем, ќе рече, па јас не сум грешен. Што да исповедам? Јас се скоро имаше ситуација. И велам, значи не е тоа исповед, туку формален така за разговор. А јас ќе ти поставам 10 прашања. На едно ако ми кажеш не се исповедај. Ајде. Так. Да. На се да. Па ја тоа се сум го направил, па си го направил. Јас знам дека си го направил, јас не сум ја од друг свет. Ама не, тоа сакам да ви кажам, значи не е тоа страшно. Значи исповедта, кога дојде моментот на исповедна, е осознавање на самиот себе си, спознавање значи на тоа. Јас велам, кога ќе идеш пред огледало, застани, нема да го видиш комшијата во огледалото. Нема да го видиш другар, ти ќе се видиш. Значи огледалото те осликува тебе. Значи во огледалото се гледаш ти со сите своји мани, со сите своји доблести, со сите своји убавини, или колку си грозен, или колку си дебел, или колку си висок, значи ти се гледаш во тоа. Значи ти си ти. Затоа исповедта не е ништо страшно. Може би е малку туѓа, може би но не е тоа, не е проблем, мислам, уопште не е проблем. Затоа што кој не пуши, мислам сега, има што не пушат луѓе. Ќе се напише на ракија, ќе запале некој цигаре, ќе погледне некој по нешто туѓо, сега да не исполнуваме гревовите, да речеме сега ајде нека Великден, мислам не е проблем за тоа, но сите имаме, сите сме создадени од крв и месо, но затоа па тука е црквата. Затоа тука е свештенството, за да ние кога ќе дојде некој да се исповеда или кога ќе дојде некој, ние и така и вели Свети апостол Павле, не го мрази грешникот, мрази го гревот. Ние не го мразиме тој човек кој што дошол, ниту пак, еве јас речем лично како свештеник или некој и другите верувам дека е така. Никогаш не го минуваме односот спрема тој личност. Дури луѓето ми имаат дојдено и ми кажано, знаеш се за мене, воопшто не се промени. Зошто? Нема потреба. Нашата цел е за да ние сето тоа го тргнеме настрана и да почнеме да бидеме, затоа што гревот како грев треба да се умртви и да не се повторува. Сега, сите гревови ќе ги повториме, нормално. Но постојат гревови, да речеме, кои што се тешки, кои што се страшни, кои што јас ќе кажам, кога да дојдеш до тој степен да направиш таков грев, навистина треба, не знам колку да бидеш силен или колку треба да бидеш несилен за тоа да го направиш. Или све што вика линијата е тенка овде. Па сега. Да направиш така нека граница. Сакам да прашам за оние што прават грешка при крстење. Како треба правилно да се крсти? Правилно, значи, многу лесно, со 3 прста, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух.
Јас имам едно видео така за намално детенце ставено. Значи, во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амен. Сега, може би нема да биде точно на рамото, може би ќе биде тука, но нека биде правилен крстот. Нека биде правилен крстот на нас, затоа што и заслужува Господ Исус Христос претрпе крста смрт заради нас и заради нашето спасение. Најмалку што можеме да направиме тоа, да го почитуваме сето она кое што ни е дадено од светите отци, светите апостоли преку целото предание на Светата православна црква. Има некои си адети, нели, бидејќи кај нас повеќето кога градат куќи или згради прават жртва со јаре или јагне. Дали е тоа Тоа е погрешно. Тоа е погрешно, тоа не треба да се прави, тоа полека се искоренува, се трга. До доаѓањето на Господ Исус Христос, точно во Стариот Завет се принесувале крвни жртви, но Господ Исус Христос е последната крвна жртва. И од тој момент, од тајната вечера, тој вели: телото и крвта ќе ги примате преку лепчето и преку виното. Значи, последната крвна жртва е Господ Исус Христос и во Новиот Завет со почнувањето на христијанството тие крвни жртви се прекинуваат. Не е грешно да домакинот сготви јадење за мајсторите, за луѓето кои што помагале, но пристапот да не биде магиски. Пристапот да не биде таков, затоа што сум бил сведок на многу страшни ситуации во кои што сега да не ги спомнувам, затоа што ако ги спомнеме, луѓето и што не знаат, после ќе биде можеби интересно и ќе ги прават. Затоа јас и многу сакам да не ги спомнам тие работи, затоа што колку ќе биде позитивно, може да биде и негативно. Значи нема крвна жртва, ние немаме. Принесуваме лепче, панагиичка, колачи, со винце, со леп, значи на тој начин благодариме во името на некој светител, тоа го принесуваме. Значи тоа е последната крвна жртва, значи нема веќе тоа е. Тоа е завршено. Како треба да се облечени луѓето кога одат во црква и манастир? Како треба да се однесуваат за време на таа литургија? Па ние секаде треба да бидеме примерно облечени, секаде треба да бидеме како што приликува секој, затоа што ние ако си малку поинаков од другите, ти предизвикуваш внимание, предизвикуваш љубомора за и ќе го наведеш другиот, да речеме, во искушението, значи во зборот искушение. Поготово во црква убаво е да бидеш. Жените да бидат со фустани, особено долги, главите да им бидат прикриени, за да не се соблазнува машката страна, машката популација, па и женската популација, затоа што ова била плава, ова била црвена, ова била таква. Убаво, но сепрек нека да биде тоа достојно, нека биде онака како што приличи. Во некои цркви ќе се види и тој ред се запазува. Жените стојат од страната на Пресвета Богородица, мажите стојат кај Господ Исус Христос. Сега тоа колку е можно да се направи неночно, но сепак треба да биде достоинствено. Значи за да не се предизвикува внимание, затоа што да речеме ако сега ќе почне литургијата во одреден светата богослужба во одреден час, не може секој да биде, например, ако се бајле во 7 во Македонија, кај нас во 10. Не може секој да биде точно во 10. Ќе дојде некој 10:15, 10:20, закаснил, возел 100 километри. И сега ако ти си облечен нормално, никој нема ништо, ќе си стојат на молитва, но ако некако предизвикаш внимание, ем ќе му го одземеш молитвениот мир на овој, што е тука, дошол пред тебе, ем ќе биде соблазнително тоа за секој. И самиот тој кој што е не обуво облечен, затоа не треба, значи или на куси панталони да не биде. Значи се она кој што е не соодветно, значи е спротивно. Сега надвор нормално, секој се движи. Ако е надвор и во момент ако види пред него ваква црква и почувствува дека сака да влезе, а притоа нели во куси панталони. Па не, може да ќе почувствува, но не е соодветно, значи не е проблем. Нека отиде, нека се облече, нека земе. Во многу манастири, да речеме, има на вратата стои. Да, стои облека, таму има, сукни има и за машките има, да речеме, да биде. Но ако ти веќе си тргнал на црква или ако веќе си отишол, ти веќе треба да бидеш комплетно да бидеш спремен. Во Светото писмо на еден дел пишува: вашата убавина нека не биде надворешна, нека биде внатрешна. Не во обликување, во раскош, значи нека биде внатрешна, да бидеш со чиста душа, да бидете со чиста совест, да бидете со чисто срце. Таквата убавина ќе се препознае и така и треба да биде. Повторно ќе кажам сега, секој сакаме да бидеме и дотерани, и облечени, и убави, но сепак тоа нека биде онака како што е нормално. Затоа што предизвикува еве тие гревови, зборевме нели за исповета и тука еден завист, значи или љубомора ќе се појави. Па види сега, особено сега младите. И во лето да не идат со тинки вако прирамки, така?
па ќе се Звали. тоа е голотија, значи да се прикрие голотијата, така пишува, значи. Беше ми зборот, младите се надпреваруваат. Ако тоа дете има такви патки, другото сака такви патки. Да. Ако таткото и родителите не може да му дозволат, со тоа ќе стане сега повеќе гревови. Ќе се караат меѓу себе, нема да слуша, ќе бега од дома, ќе прави некој, значи не. Тука тоа е многу тешко, многу е тешко да се најде една вистинска пат, една вистинска насока, но ако детето, повторно ќе кажам, е воспитано во православието, во духот, тоа си ги знае своите граници, си ги знае своите норми. Навистина, и сум имал ситуација на колку деца ќе сакаш нешто и јас лично да им дадам или било што, децата ќе погледнат во очите на своите родители, значи не земаат, што и е така, на тоа така треба да биде. Но и да и речат родителите, земи ти повторно, не, нема потреба, јас имам или не сакам, значи затоа што така се научени, затоа што знаат и не сакаат многу деца кои што ги гледам, не сакаат да речеме да отскокнуваат од другите за да не предизвикаат завист во другите или пак љубомора. Затоа што секој не може да си дозволи, значи нормално е. А времето е толку брзо, помодарството е толку распространето што е многу тешко. Најлошиот проблем е што нема веронаука во училиштето. Од прво одделение. Ама не сакам, нема не сакам. Не сакам. Да научат. Прво одделение одма, значи тоа е, не знам да како, значи ние кај нас лани имавме еден воведен почетен курс, тешко е да се организира, сега гледам во многу школи, во многу црковни општини има се организира и македонски јазик, но и најдоброто од се е тоа што ние издржиме богослужби на македонски јазик. И младите се интересираат и сакаат и спознаваат, гледам дека си го сакаат тоа, новите Конкордна ева за Македонија веронаука треба да има. Види, не мора да бидеш ти православен, а да знаеш што е лошо, што е добро. Значи постои внатрешен природен морален закон кој што ограничува што е тоа. Но ако ти се карактеризираш православен и ако почнеш уште од мали нози да учиш, ти ќе бидеш добар човек. Ќе бидеш пред се добар човек ќе бидеш, а потоа ќе бидеш и добар христијанин православен и ќе си го оформиш и семејство и фамилија и ќе ги почитуваш онака како што треба и како што доликува Божите заповеди, Божите закони и сето онака што произлегува од Светата црква. Сега ќе опфатиме малце посезетивна тема, поболна, за абортусите. Абортусот е греф. Значи, толку да кажеме само дека е греф, нема потреба повеќе да разговараме. Многу светители кажуваат и имаат напишано и во книги и во своји посланија дека со самото зачнување детето веќе си е дете. Значи тоа бебенцето си е бебе, значи Свети Василий Велики, Свети Григорий Ниски и сега да не ги спомнам кои што има други кои што кажуваат. Значи ако се одлучиш на абортус, прекинуваш живот. Значи зошто ти да командеш сега врз значи тоа дете? Тоа е веќе значи плод во утробата, значи и имаме и во Новиот Завет каде што кога се сретнуваат Пресвета Богородица или Савета заигра младенецот во утробата, значи тука тоа да се разграничи некој ќе рече не, па тоа не е живото, не. Сега да ви кажам, Зашто има разлика, нели, ако има облюба или ако е во прелюба? Значи за да се дојде до прелюба, значи тој веќе ти влечеш повеќе гревови. Значи што нели многу во прелюба имаат направена. Па да, ама ти и прелюбата самата прелюба е грев. Значи ти сега не мора да абортирана или облюба. Тоа си повлекува многу гревови. Значи тоа си преку многу, преку прво ти го изневеруваш својот брачен другар, како второ му годуваш на твоето тело, како трето сега од невнимание си направил тоа. Сега и повторно ќе кажам, и може да дојде ситуација да речеме кога ќе биде проблеми здравствени, кога ќе има тоа нај. Но секој еден свештеник или секој каде што ви духовник и кога ќе дојде тоа, тој има една пастирска грижа кон тој, ќе се најде соодветен начин. Но црквата строго го забранува абортусот. Затоа што гледате сега има во Светото писмо во Библијата има еден интересен дел, мислам не интересен, туку поучен дел кој што се нарекува Соломонов приказна изрека, каде што вели една мајка немала дете и толку многу посакувала да има дете, така што отишла на спиење, сега може да мислите ова е пред Стариот Завет, луѓето спиеле отворени куќи, немала како сега, го краде детето од мајката.
И ова кога станува, кога се збудува, гледа дека детето и го нема. И го препознава детето. И ова го зима детето, што не е нено, и сега одат на пред Соломон да се донесе одлуката како детето се врати. Се испитуваат, не можат да најдат начин да докажат дали е детето на таа мајка, дали е детето на таа мајка. И Соломон го зима детето. И зима меч. И вели, јас ќе го расечам на две дела. Детето, бебето. Пола ќе го дадам на тебе, пола ќе го дадам на тебе. За да се задоволи правдата, да имате, значи, малку е интересен, малку е тежко, но тоа е. Да го имате по пола детето. Таа мајка што не е нејзино детето, вели ако може. А таа мајка што е нејзино детето, вели не. Дај го детето на неа. Затоа што таа сака да живее детето. Значи дозволува, иако се откажува од детето, само за да го гледа живо да расне. Затоа што знае, иако е во таа, ќе биде кај таа мајка, во тие преградки, на неа е тоа. А оваа другата биде не е нејно детето, а нема деца, ако некако пресече, знаеме како пресече, што ќе се случи. Значи, љубовта, или имам такви примери, да речеме, каде што оди некоја жена да разговара со свештеникот што вели има 3 деца, оди со свештеникот и вели јас сакам да направам абортус. Многу ми се децата, свештеникот и вели добро, дај го тоа дете, ќе го убиеме другото. Ама не, тоа е родено. А ова, неле, исто е. Значи тоа е исто тука, значи не се. Значи тоа е многу е за жал го има, но дефинитивно јасно абортусот е голем греф. И не треба се прави. Затоа што луѓе чекаат, очекуваат. Колку луѓе има што немаат, да речеме, дечиња, колку луѓе има што гледаат. А па гледајте колку луѓе ќе знаат дека детето има некоја аномалија. Значи сега е модерно времето. И не прават абортус затоа што сакаат да се роди детето. Каква жртва прават родителите кои што децата се раѓаат болни со некои, сега да не ги спомнувам какви. Не, нека биде тука со нас. Нека биде со нас. Јас исто многу луѓе ги знам што децата се ги речи неподвижни, но тие се тука со нив. А за оние што се пак ве прашам облюба, значи присилна, што се случува? А мислиш да биде? Да. Пак тоа не си има некоја позадина, да речеме сега никој, не дај Боже да дојде никој во таква ситуација, да биде во таква ситуација. Зашто има такви случаи. Да. Но ако веќе се случило тоа, зошто да не го роди детето? Ќе даде Господ и помош, ќе даде Господ и ќе си даде се што треба за тоа дете да израсне. Затоа што па ако тука се дрзнеш да го абортираш, сега облюба мислиш на насилно, да речеме, Да. Кој после да гарантира дека при тој начин не е она повредена, па дали утре ќе остане па повторно бремен. Уште поголема ќе биде и маката и тешкотијата на таа ќе рече јас веќе бев во блажена состојба. Значи тоа е. Затоа што тоа дете ќе си е нејно дете, незино дете, ќе си го чува и ќе си го израсне. Тоа е дел од неа. Како оние мајки што не знаеле, повеќето го имаат направено тоа, да го исчистат тој греф? Исповед, покаяние и исповед. Покаяние и исповед, ќе си најдат свештеници и духовници, ќе се исповедаат, ќе се покајат. Постои во Светата православна црква се нарекува еден збор епитимија, што е некоја духовна казна, ќе му се наложи нешто повторно како што помнав преска да направи нешто, да чита молитви, да се кае. Најважно од се да се покаеш за тоа што си го направил. Зашто многу мене ќе не гледат. Добро, да. И мислам, и кај мене кога дојде некој за исповед, за да им биде полесно. Да, кога дојде некој за исповед, кога сака да се исповеда, јас ќе кажам кажи што имате направено, они обично ќе кажат нешто што имат, ако не се спремни, јас првото прашање што ќе кажам кажи ми нешто што мислиш дека го имаш направено, а што не можеш да живееш со тоа. Значи што ти влече мака, тешкотија, значи пример да речеме конкретен случај, ако имал некој абортус, значи и после тука ќе се најде, но повторно ќе кажам, секој еден свештеник, духовник не го осудува грешникот. Ќе најде заеднички начин како да се тоа преку молитва да се исчисти, како да се покај, да се врати, затоа што Бог не сака човекот да оди по грешен пат. Ќе се врати, ќе си најде колосек, ќе си чита молитви, ќе прави милостињи, колку може, секој според своите можности. Знаеш, затоа што луѓето сега не можат да најдат граница кој колку дал за да се милостиње пред Бога. Некој дава многу, некој дава. И тоа кое што го даваме треба да биде искрено и со чисто срце. Значи,
многу е лесно да речеш не, јас ќе се исповедам, ќе клекнеш пред свештеникот или ќе седнете за себе си кој како ќе исповеда и да кажеш, а утре да ги продолжиш повторно да правиш тоа. Значи, секој треба во своето срце да пробуди покаяние. И повторно ги кажам, гревовите се гревови, но на нас ни е дадено да преку покајанието и исповедта да ги очистуваме нашите гревови. И молитвата која што се чита на една од молитвите која што се чита на за исповед вели чедо, внимавај, ти постави почеток на нов живот. Пази да не се враќаш на старите гревови затоа што тоа ќе те втурне повторно грев. Сега. Значи да се биде тука. Или пак една другата молитва вели, кога дојдеш на причест вели, на исповед вели ти, значи кога се исповедаш, стоиш сега тука или клечеш пред Господ, а свештеникот е само сведок за да слушне тоа. И внимавај да не скриеш нешто затоа што имаш двоен грев. Значи која е целта ти да одиш на доктор ако имаш проблеми со рамото, ти му кажеш дека те боле коленото. Да. Нема никаков ефект. Или ќе одам на исповед, а ќе лажам. Кој самиот се лажеш? Кој оној грев на она мајка која ќе го роди тоа дете и го остави во дом? Има и такви случаи. Има и случаи каде што повторно е мажена, раѓа дете, а ова првото е заборавено. Па гледа сега, тоа е оставање на детето. Сигурно таа имала некои причини зашто го остави. Значи, но пак ќе кажам, не треба да има никаков страф. Греф е, голем греф е ако таа мајката заради задоволување на своите физички потреби, дека ќе недостасуваат пари за шминки или за алишта, ако имала 2-3 деца, рекла не, ја имам многу, ќе ми биде трошок, тоа е многу огромен греф и огромен престап. Но ако таа сега мислела дека детето, јас знам и ситуации да речеме каде што во старото време да речеме имало дете се раѓа, не можат да ги чуваат, ги даваат во дом, но знаат дека утре други ден тоа дете ќе биде срекно. После некое време ти повторно ама тоа е било немаштија, но него таа оставала, мајката го оставала со болки, со плачење, со солзи. Сега има ситуации каде што и така ги оставаат. Да, затоа прашувам. Да, тоа е греф. Тоа е греф ако ти си го даваш своето најмило, за себе и тоа дете ти го пушташ веќе во, не знаеш го даваш во какви раци, како ќе биде воспитано, како. До душа се грижат социјалните служби, нели кога даваат деца, пазат, внимаваат, не сум толку многу запознат со тоа како е, но на тој начин тоа се грижат. Но да дојдеш до таков степен, многу работи треба да се сопрат пред тоа. Тоа е тоа што реков веронауката, да си бидеш како што треба. Секој човек ќе добие и некои неочекувани работи во животот, што не ги сака нормално. Но ако се бориме, ако мајката како мајка го прати детето да излезе од куќата до продавница. Ако врне дош, ако е ладно, не го праќа на куси панталони, не го праќа на влечки и без чадор, мајката му ги прави сите потребни средства за да го заштити детето да отиде од точка А до точка Б да се врати живо и здраво. Значи тоа е комплетна грижа. Тоа е сега еден општ пример што го кажав, значи тоа. Значи подготвено. А за жал тој неморал, тој блуд постои. Многу домови има што се такви децата оставени, што се напуштени. И јас се надевам дека гласот особено на црквата ќе допре до секој, се тоа повеќе и повеќе ќе се намалува и ќе биде не може да биде скроз во нормално доведено затоа што има секакви, но се надевам дека луѓето ќе се вразумат. Значи најважно е тоа, да се вразумат луѓето. Како гледате на лицемерието оние луѓе што се само од збор, а во душата ние нема таа вера? За жал постојат луѓе кои што механички ќе посетуваат црквата, механички ќе слават слава, ќе бидат присутни на богослужба само некоја крштевка или некоја венчевка. Има и такви луѓе кои што стои. Но ќе кажам, самото присуство во било кое место, ако не земеш учество, исто како да не си бил. Значи,
една црковна песна вели дојдете, примете и видите колку е благ Господ. Значи тоа е за времето на светата причест. Значи ти се замисли ти каква не фајда да кажам туку како ти ќе се чувствуваш како домакинка ако спремаш јадење, пиење, ќе ти дојдат 10 души на гости и ќе си отидат без да земат или нешто да аплат или да пинат, значи да пивнат. Значи тука тоа е тоа механички што беше, значи тоа е тоа лицемерие. Значи тие дошле во твојот дом да видат дали ти си средила, дали си дотерала, дали си облечена, дали живееш сега во брак, во небрак, деца, како се, значи тие тоа е тоа, значи тие само испитуваат ситуација и излегуваат. Така и во црквата. Има луѓе кои што ќе дојдат до разузналост. Има луѓе кои што такви, но немаат учество во светите тајни. Ние можеме да речеме да изградиме милион цркви, да речеме насекаде. Ако нема народ, ако нема живи луѓе, ако нема вера џабе, црквата е општество на луѓе, соединети со една вера, едно богослужение и едни свети тајни. Има луѓе кои што ќе дојдат да го видат свештеникот дали убав, дали не убав, каква е неговата фамилија, какви се тие што раководат во црквата, тоа се тоа. И тие тоа го има тоа, но учеството е најважно од се. Постојат луѓе кои што не знаат за Бога, не знаат за верата, но со текот на времето се враќаат. Се враќаат. Еднаш ќе го натера едното дете, друг пат другото дете, трет пат пријателот, но за се си треба време. Значи ништо не станува преку ног. Еве и создавањето на светот, иако пишува во првиот ден беше тоа, вториот ден, значи тогаш деновите не биле како сега по 24 часа. Значи да траат на тоа што се создавало, тоа се создавало и се тоа е создадено. И ние како луѓе во секој еден треба да препознаеме ближен. Возлюби го Господа твојот Бог и возлюби го својот ближен како себе си. Не може ти да дојдеш на богослужба, а да не го сакаш брат ти, сестра ти, братучедот, роднините, родителите. А ќе застанеш во првиот ред и ќе се молиш и ќе ги дигаш раците во Бога. Има вистинска ситуација. Ја не можам без млеко, јас не можам без кафе, јас не можам без чоколадо, ја одам на работа, не можам да постам. Такви ситуации. Значи тоа беше пред неколку години. Пред неколку години беше во црквата. И јас му велам, слушај, има граници каде што може свештеникот, духовникот да речеме да го ублажи постот. Значи постои граници, значи не може се во зависност од тоа. И јас му реков на тој човек, ќе најдеме начин како да постиш, ќе најдеме начин, зборам за храна, затоа што него беше храната проблем. Ќе најдеме начин како да постиш, ќе ти го дадам најлесниот пост, да речеме во тој момент што може да биде, ако ти наредната богослужба ми дојдеш тука на кафе со брат ти. Така му реков. И ме гледа. Не знам после дали еднаш или два пати го видов да дојде во црквата, значи никош не дојде со брат. Значи го сака Бога, кој никош не го видел, а го мрази брат му кој што е постојано со него, кој што има постојано или речеме додир, значи разбираш. Не само за брат, за сестра, за било кој. Значи не можеме повторно тоа што го кажа преска, во огледалото се гледаме ние. И ако си посакуваме малку на другиот, ќе биде многу убаво. И секој ќе препознае во нас вистински верник. Секој ќе препознае вистински христијанин, затоа што сме направиле добро и кога ќе направиме добро, не треба да очекуваме од другиот добро. Тој ќе препознае во нас дека треба да ни врати со добро. А секој човек има и слабости, може да биде и многу јак, и многу силен. Но сето оно кој што се случува во црквата, тоа општество на луѓе, целта треба да биде посетување во црквата, хранење со духовна храна, ако е време на постна прича да си причестиме, нафора се зема, сабајле на гладно, нормално, излегуваме од црквата, поднесуваме позитивна енергија. А ние 100 души, 20 ако дојде за други работи, која е смислата да ти дојдеш? Не му си спиел сабајле, дошол во црква. Да. Не, разбираш, тоа е тоа, сега не да кажам дека тоа е лицемерие, туку тоа е надворот од тоа. Дали црквата доволно зборува за реалните проблеми, пари, криминал, неправда и за оние луѓе што помагаат јавно и се фалат дека помогнале? Добро, јас како што гледам и сега, да речеме на богослужби кога служиме повеќе, значи се проповеда, но свештениците сите проповедаат, се трудат, па сега и преку социјалните мрежи се
тие рилсови, да речеме, подкасти кои што свештениците се трудат тоа да го кажат, но не треба народот останува некош глув, затоа што нешто не му одговара. Не му одговара. Ние како свештеници сите тоа се трудиме на најдобар можен начин да го прикажеме. Сега некој ќе рече, па ти зборуваш, ти каков си? Понародно. Ти зборуваш, ти каков си или ти можеби тој свештеник така. Значи не. Тие мислам дека тоа време помина веќе кога така народ постапуваше, затоа што сега многу свештеници се борат и гледам дека се борат отворено борба. Значи очи во очи. Тоа не е така, дојди кажи дали не е така. Или дојди ќе разговараме, дојди ќе направиме. Затоа што кога ќе дојде некој конкретно за да пости. Маж, жена, дете, пример, фамилија. Сакаме да постиме, сега исповедта нормално се, ако некој се исповеда, тоа е тајно и нема присуд, но општ разговор. И сега гледам дека во таа ситуација мајката не сака да пости. Ама заради детето ќе прифрли, затоа што детето 5-16 години, да речеме, машко, женско не е важно, сака да пости мајката да се покаже дека пости. Но што ќе се случи? Ми се случувало, тоа искуство. После 2-3 дена ќе ми пише порака мајката, ќе ми се јави, јас бајле случајно ставив една капка млеко во кафето, се омразив. Ништо, викам, продолжи да постиш. Може ле? Може. Значи нејната цел е за да се откаже. Значи, веќе не, можеби сакала, но нешто во момент. Не. Знам ја точно знам дека не сакаше да пости. Не била спремна. Да, ама она сакаше изговори, она мислеше дека ќе речеме, јас се омрсив, готово, толку разбира. А ти викаш продолжи. Сега беше, мислам, ако сигурно ќе се препознае сега, беше четврток, се јадеше со масло. И една жена толку беше нервозна, толку беше во сабајлето нешто направила јадење со масло. Ама не прочитала дека е со масло. И толку беше, беше криво, после тоа беше прекаот на пост, направив грев сега, знаеш колку беше тешко и беше за тоа, се видов дека е тешко. И кога беше тоа сабајле, викам и пратив тоа распоредот, викам денеска со масло. Ми олесна. Значи постојат и такви луѓе кои што со сето срце, со сето своја душа, значи е тешко да не греши. Но повторно не е тоа толку страшно ако се случи нешто. Намерата е важна. Треба и внатре да се треба, точно, значи намерата сега не може секој или ќе дојде некој да речеме ќе пости, така вели и светите книги да речеме и еве и јас те прашуваш сега дали точно и вие претон. Да. Светот епископ Гаврил Велички во неговата книга во неколку места пишува кој никогаш не постел, нека почне да пости. Среда и петок. Прво. Нека се откаже од месо, нека се откаже од јајца, нека се откаже од ова. Значи секој да си почне, затоа што малце по малце фудбалер, ако не е спремен 90 минути не игра, и тренерот бидејќи го сака, не го пушта да игра 90 минути па да се повреди, после да го нема цел живот да не може да игра. Значи тренерот, праваме една општа споредба за целиот живот. И ние како свештеници не го втурнуваме во пеколот, не во пеколот, туку во тој пеколен круг за да тој веќе никош не се врати на постот. Он може би една недела ќе издржи за сила или за инат, но никош веќе нема се врати кон постот. Затоа што 90% од тие кои што барале благослов од мене да постат и кога сум ми дал лесно, малку ублажување, да постат, самите на средината на постот или каде што биде, ќе ми се јават и ќе речат, јас ќе продолжам појако. Ќе почнам посилно, затоа што почнал послабо, а ти кога ставиш на најслабо, на најјакото, тој ќе падне. Ама се издржуваме, посебно пример со мене ќе го кажам, каде што нели последниот пат ми кажавте од сега од 6 сата не са ни вода ни ништо, така? Па да, тоа јас се причестив 1,5, значи 8 сати без вода и без храна. Тоа ти ако си било во нормална ситуација, да речеме ако е тоа обична недела, тоа ти само се издржува, да, ама не, пак ќе кажам. За причест, али чувството морам да го кажам, значи толку почувствував во моментов кога да ми поминува мир, среќа и љубов, баш онака. Тоа е колку бев среќна. Тоа го исполна преска кажа, значи дел од молитвата вели дека не ми биде за осута, туку да ми биде за живот вечен, значи да се значи насмевката на лицата на луѓето е тоа, значи насмевката е на тоа. И повторно ќе кажам, значи не се толку држите тоа физички што ќе јадете или што ќе пиете. Затоа што сега ако е за јадење за пиење алтернативна храна има милион. Мада јас сум против таа алтернативна храна.
не дека не е потребна, се има. Значи, правење на милостиња, читање на молитви, правење на метани, значи секој тоа ќе те подигне повеќе. И најважно кога секој кој што постал прв пат некој кој ќе дојде, вели ова се нови димензии во мојот живот. Ова е нов начин на живот. Тој до вчера фрижидерот секакво јадење, сега не, сега ќе помнам дека фрижидерот се вртам со грбот, вели. Или него ни отварам, значи да не се деси. Тоа. И најважно од се, значи ако пости детето, да пости мајката и таткото и другото дете или кој во фамилија. Затоа што тоа е круг, секој да пости. И не може некој да рече дека не пости. Дека не може да пости. Не може да пости. Животот вечен, преку светата причест, преку добрите работи, преку убавината на целата света православна црква, влегува и живее во човекот и како такви и Бог ќе не препознае. Затоа што и Бог, Господ Исус Христос постел, покажал се што направил за нас, направил како човек, Така. и на крајот како Бог воскреснува. Воскреснува и победува смртта. Затоа што без Христовото воскресение, се тоа што Велиден кога беше го спомнав, нашиот живот е пат без крај. Смртта со Христовото воскресение е разурната, уништена. Надежта ја добива вистинската смисла. Љубовта процветува. Христос воскреснува заради нас, заради нашето спасение, за да покаже дека ништо не е невозможно. А од нас се бара само да бидеме подобри, да бидеме слични, да бидеме добри и да ги исполнуваме Божите заповеди онака како што треба. Господ не креира нашата судбина или ние сами се креира? Секој човек кој што е создаден си има слободна волја. Значи, ние одлучуваме Што многу го збора тој збор, судбина ми ова или не знам Па како. добро, судбина како Затоа судбина сакам да им никој не може ни да објасни Веруваат што во значи тоа, тоа да. судбина, зборуваме судбина. Значи тоа е Божјо допуштање. Судбина ти е да Не. бидеш со тој пример. Па тоа е Божјо допуштање, значи судбина е Божјо допуштање, Божјата излевање на Божјата правда, значи Бог за секој од нас има планови, знае што ни треба, ние уште и пред да побараме молитва, ќе Господ ќе ни даде. Значи судбина како судбина никогаш ја ни спомнувам тоа, затоа што реков човекот е создаден со слободна волја, човекот сам одлучува, но Божјото допуштање е Бог ни допушта. Затоа ние треба да се трудиме да не навлекуваме гревови кои што потоа ќе влезат во иднина, ќе паднат на нас или на нашите деца или понатаму. Значи треба да се грижиме да бидеме онака како што треба. А создавањето на човекот и потоа движењето по тој пат на нас ни е проследено, ние сме православни христијани, со тие закони, со тие норми. Некогаш и не треба да се биде многу и фанатик. Исто и тоа го кажу, значи не треба сега ти како митерот и фарисеот, овој постел, овој ништо не правил, застанал митерот и дигнал и фарисеот, овој се молел, јас Господи не сум како другите, а овој другиот клекнал доле, леле прости ми Господи, значи и тоа не треба да се прави, треба да бидеш умерен. Треба да бидеш умерен во сето што го правиш, затоа што не можеш да издржиш. Не можеш да издржиш, ќе дојде моменти кога ќе поткренеш. Човечка слабост ќе биде и потоа ќе се почувствуваш друго. Значи луѓето кога ќе те гледаат тебе цело време дека си добар, после нешто кога направиш острана ќе речете ова е верникот што правеше тоа или тоа, затоа што не знаеш што ќе ти нанесе животот. Значи не знаеш, затоа што ние имаш таа изрека како што беше вели земи ги моите чевли, оди па ќе видиш каква тежина имам ја или како животот. Не треба да се осудува. Карма што го споменуваат многу. Дали постои такво нешто? Или живот после смртта? Живот после смртта нормално дека има, значи тоа е воскресение. Повторно таа душа се раѓа, тоа мислам. Тоа е воскресението, значи тоа е затоа ти верков, значи Христос воскресе од мртвите, со смртта е победи на оние во гробовите живот им подари. Значи ние ако нема воскресение, напразно, така пишуваат светите книги, напразно би била нашата проповед, напразно би било се. Значи ако не веруваме ние дека значи тоа е затоа што ние само се спремаме на овој свет за да имаме живот вечен. Некој живееме повеќе, некој живееме помалку, повторно ќе кажам и тоа не е мерило колку ќе биде Господ Исус Христос живеел 33 години, на 33 годишна возраст пред тоа неговата проповед воскреснува, но колку ние ќе се задржиме на овој свет, колку повеќе се задржиме, толку повеќе потешко, затоа што повеќе имаме животни искушенија и повеќе треба да се грижиме. Секој сака да доживее длабока старост, да дочека деца, внуци, параноци, секој сака повеќе да види. Но не
ништо тешко ако се прави искрено и од срце. Значи ништо не е. И сега кога повторно ќе се навратиме на постот и на светата причест. Не можел да се причести затоа што пример, прв кажам. Изговорка наоѓа. Постол не може да се причести, сега паѓа во очајание. Значи не, Господ сакаше ја денеска да бидам трета смена на работа, па да не може да дојдам на Великден на црква. Значи тоа психички имаше една девојка каде што сега кога се причестувавме, девојката има постано, ама не кеше да се причести поради дека имаше женски менструални. Тоа сакам да ти кажам, тоа вистина може да се причести така или не? Тука таа е многу дискутабилна тема. Значи црквата Зашто не се. Да, пак ќе ви кажам, значи треба да се знае, значи повторно духовникот не може, така. Да. Не може затоа што се смета за нечисто за тоа, но повторно ќе кажам, тоа е многу дискутабилна тема затоа што завршува тој ден, почнува, не почнува, има, нема, значи тука ситуацијата е како си, шо си, како си. Но икони смее да бацува тоа? Смее да, гледај сега. Може да се. Ние жените сме многу чудотворни, Не, види сега. Океј, сега е модерно времето. Сега не е како што беше на времето. А по тоа порано било многу построго затоа што да речеме сега не дај Боже крвотечение ќе истече, па ќе се оскверни храмот, ќе се допираат светите дарови, да речеме, само заради тие работи затоа што има закони кои што треба да се подржуваат. Но и повторно ќе ви кажам сега. Да не се извлече нешто од контекст. Кога си одиш на причест, кога свештеникот ќе ти даде благослов, ти треба да бидеш смирен, треба да бидеш сталожен, треба да бидеш онака како што треба да прочиташ молитви. А сите ние знаеме да речеме дека не мора само за жената да речеме за крвотечение и за некој кога има некои проблеми, не е мирен. Жената кога има крвотечение не е фактички ја боли глава, ја боли стомак, има маки, тешкоти, се расправи, што ќе облечам, како ќе се облечам и се ти кидеш на причест, не е тука се доаѓа до тој дел механички примања на светата причест. Значи не е причата само бев во црква да ме види комшијата или комшиката или да ме видат другарките или да ставам на Facebook дека или на интернет дека сам. Значи затоа ви кажувам, значи комплетно треба да се гледа. Сега и после 40 дена да речеме и молитвата, дечињата на времето старите неле така ги учеле, не се изнесува. Сега не, сега вториот, третиот ден тоа веќе се шета, веќе си носи. Значи тоа се па обичај јаде типа дали било на трета куќа, дали било на втора куќа. Мислам дека ние многу свештениците внимаваме на тоа и тоа стварно го гледам и што даваат и проповеди. Значи верата треба да се сочува. И секој свештеник се бори за тоа. И тука сум категоричен. Не може некој да ми каже, тој свештеник така ми каже, не. Тој свештеник не ти кажал така, ти можеби си помислил така или сакаш да ти биде така. Затоа што ние многу пати луѓето сакаме да слушнеме тоа што сакаме да го слушнеме, а она што ни го кажат некаме да го слушнеме. Не. Јас конкретно ти зборувам да речеме, мислам дека колку да боли, болката ни зграда. Целата Македонска православна црква почнувајќи од неговото блаженство сите и свештениците мислам дека стварно се грижат. А па кој па поглед ние па како живееме, што правиме, што проблеми имаме кој? Ние нели имаме фамилија, нели имаме семејство, нели имаме маки, нели имаме потешкоти и ние како да речеме? Никој не се секира за нас дали да речеме мислиме. Ние никој туку, значи ти затоа што ти кога ќе се јавиш на телефон или кога ќе дојдеш во црквата, свештеникот треба комплетно да биде спремен да одговара. Ти не се секираш дали тој свештеник имал лош ден, дали имал физичко здравје, проблеми. Затоа луѓето и тоа секогаш повторно ќе го кажам. Во црква одиме да најдеме духовен мир. Ако сме за крштевање, за венчавање, тоа излегуваме и понесуваме мир. Не се грижиме за сето друго. Кога одиш леп да купуваш, одиш во продавница за леп, не одиш во бутик за алишта да имаш леп. Секоја намена треба да се знае зашто е. И секој едно нешто си има своја цел. И треба почитување. Значи треба почитување, треба разбирање највише од се. Многу луѓе кои што сум разговарал, кога ќе дојдат, зошто не живееш со тој, зошто не живееш со тој? Гледам дека нема врска, нема никакви проблеми, а тие не живеат со години. И Господ Исус Христос вели, колку да простам, Господи? 7 пати ли? Не 7. 77 по 7. Нема грев што не може да се прости. И сега, за жал, не си живеел 20-30 години со тој човек, ќе почине, ти прв што ќе одиш да му запалиш свеќа. После му е жал, да. Ти ќе идеш прв да запалиш свеќа или тоа е тврдоглавост и инатот. Зошто да бидеш да таму нешто? Извини уште еднаш. Или сега ние сме во странство, ќе му се роди
син на некој или ќе прави свадба, па не можам да земам слободни денови, не можам, скапо е ова, но што ќе умре, трчеме. Значи не дека не треба да се направи почит, исто и тука, но не треба да ги оставаме некои работи затоа што минува. Јас имам снимано едно видео на Facebook каде што вели има време. Значи така е насловено, има време. Значи ние се луѓето сме навикнати има време. Има време за тоа, има време за тоа, има за тоа. Детето 18 години, матурант, школо, не го видов. Има време, тоа е тоа. Има време е многу лош збор. Јас иш не го сакам има време. Ќе сеам на некој да пиеме кафе, други недела, готово толку има време после, овој беше болен. Значи не, тие работи што влечат и проблеми се. Не проблеми, туку недостатоци се тоа. Се недостатоци се тоа, значи. Тоа ја мислам дека се од страв луѓето како зашто јас сакам да ја објаснам дека јас се плашам само од Господ и тоа го кажам на секаде. Што вика пријателкава бесно куче или тигра само да не ти скочи. Ама така не живеат многу пак ќе кажам или заедница или не знам што во страв да се плашат да се соочат. Нема значи многу работи ги поминуваме низ животот, се збориме за општи теми. Општи теми, да. Многу работи ги поминуваме низ животот што после тоа се ни фалат. И ни фалат или недостасуваат, нели и за мене можам да кажам. А за тој период и за мене ќе го кажам истото, значи не да рече сега некој е овој, и за мене ќе го кажам. Но пред се сакам да бидам добар. Сега сакам да бидам добар човек и нормално свештеник е тоа се знае дека сакам да бидам добар, колку сум добар, сега тоа е друго прашање. Јас сакам да помогам на некој, ама кога гледаш дека помошта е невозвратен, дека е како да кажам, збор сега ќе ти кажам, гледај сега. Едноставно се повлекувам. Види се, секој А сакаш да му помогнеш, така? Да, ама секое семејство, реков е мала црква и секоја црква е едно семејство. И сега како пример да ќе конкретно за мене. И не само за мене, и сите свештеници верувам дека тоа го прават. Како јас да не бидам, да не се потрудам нешто да направам во нашата црква, кога ќе го видам член од црковната управа, дали ќе е председател, дали ќе се дали благајник, кога он оставил децата, не ги одвел на физичко, не ги одвел на фудбал, дошол во црквата да биде тука, дошол да измете, дошол да направи нешто, одвоил своето слободно време, а јас не ќе речем, не, јас ќе одам на друго место. Значи, или децата, знам, имам видено со своји очи, ќе организираме нешто, ќе направиме нешто, ќе стане, еве сега Велиден, 2 сато, 3 сато, ќе си тргнат родителите, моето дете дека заспало во тој ќош. Заспало. Значи, што е криво тоа дете? Ама татко му и мајка му дошле да допринесат за таа црква. Значи ние после Великден зборувам за сите, јајца, изфрлано ѓубре, 2, 3, 4 часот тоа се чисти, спрема, тие луѓе сакаат да си легнат. Нормално да си слават Великден, тука се со нас. Значи јас се благодарам на тие луѓе многу и затоа и успеваме. Сега не зборам за Македонија, затоа што тука е малку поинако, но во Европа затоа е толку и затоа што сите едни меѓу други. И нема шефови. Председателот е работник и председател. Секретарот е работник и председател. Не гледа тој дали тој таму ќе мете, дали тој таму ќе чисти, дали тој таму ќе земе нешто да направи, значи нема. Кој ќе се погоди, тој ќе заврши работа. Некој можеби не го гледаше на богослужби, не може да дојде, но тој преку неделата и преку тоа се залагаат луѓето. Справат. Но и јас од друга страна сум многу благодарен затоа што па и нас не почитуваа свештеници, затоа што сакаме заеднички и еве и успеваме, значи. Но сето тоа конкретно за нашата европска епархија преку нашиот отец Пимен, господин Пимен, во тој кој што не раководи и сите ние. И лесно е, тоа го кажав на проповед еднаш беше многу е лесно кога знаеш дека некој ќе ти каже направи тоа, сакам во животот. Значи стварно не ја да бидам најгор. Нека ми подобро ми некој ќе ми каже тоа заврши, ако можам ќе се потрудам отколку да пробам нешто, значи, затоа што многу е лесно кога некој ќе ти даде права и вистинска насока во животот. Полесно е. Секој сака да биде шеф, секој сака да биде одговорен, но некогаш и не е тоа толку. Не е толку добро. Подобро заврши си својата работа и толку. Ја ниту сакам авторитет никој. Добро, авторитетот е друго, ама не сакам да ви кажам, значи убаво е кога ќе подобро е така, кога ќе ти каже некој заврши тоа, иди таму, направи тоа, можеби полесно е така. Затоа што и тоа кога ќе ти даде одговорноста е повеќе негова, значи ти само си го спроведуваш тоа.
Но конкретно повторно сега ти кој што речеш дали црквата зборува, тоа беше прашањето, дали црквата зборува, дали поучува, за тоа ние нормално, значи тие проповеди, тие беседи, тие секој едно место, затоа што нашето појавување секаде на свештеникот е појавување, значи свештеникот секаде проповеда, значи свети Јаков во своето соборно сопоставување вели верата без дела е мртва. Значи треба да верата да има и дела. Значи ние треба да постапуваме, да направиме нешто, да видат. И сега ако нешто како свештеници, како црква сме направиле, и тоа сега да го спомнам дали некој ќе рече дали нешто кога правиме се фалиме. Значи може Тоа прескаш го збор. Да. Ако бе се фалиме. Не се фалиме ние за да не видат. Ние се фалиме да дадеме поттик. Ја конкретно гледам ако нешто ние се напреваруваме меѓу себе за подобри работи. Значи ако некој направил вака, другиот ќе направи вака, другиот трето, секој од секој гледа и секој сака да биде поубаво и поубаво. Тоа не е фалба, туку тоа е поттикнување на доброто кај другиот. Ако ти никогаш не покажеш дека си дал на некое дете сиромашно или на некој нешто си дал, другиот никој нема ни да знае. Ти си му помогнал тоа дете, но никој ако не знае нема да се потруди. Зошто ако јас конкретно да речеме како свештеник ќе направам нешто добро, не дека се повторно ќе кажа тоа е фала тука да го види некој, да речеме, зошто уште 15 свештеници или 150 свештеници не ќе го видат тоа ќе рече дека и ние ќе направиме така. Значи ќе помогнеме на 150 души. Можеби некогаш и ние не знаеме дека на некому потребна помош. Ти не знаеш, детето како вели, детето ако не заплаче мајката многу не му дава да јаде. Значи си спие мирно си, но кога ќе почне да реагира или не само детето и седно нешто во животот. Тоа се стари изреки, да. Да, па значи ќе дојде до таа ситуација, има потреба да се види. Да, ма да се пофалам, значи од срце со таа мисла дека за да го точно дека ќе поттикнем другиот, а не како точно, некои други што го прават тоа за популярност. Така, точно, Тоа затоа ти сакам викам да сега. ограничиме, да. Гледаш сега колку има хуманитарни организации и во Македонија и не секаде кои што се трудат, прават, трчат, работат, одвојуваат своето време, препознаваат, значи така и во Библијата пишува. Да те препознаат, да ги препознаат добрината едниот во другиот. И тоа се надоврсува. Јас знам уште истото тоа кажам кога беше таму во едно село при Бачо имаше црква за освет, беше јуни месец и спремавме за освет, и локални луѓето помагаа, сите помагаа и знам требаше да земеме зеленчук има таму оранжери во Кочани. И тука јас не сум ни знаел дека оранжериите биле поделени на приватни, имало државни и ми се јавува еден човек ми вели слушај, ќе идеш таму и таму, јас договорив со директорот да земете една врекичка краставици, една врекичка и една гајбичка патлиџани, знаеш. Ја одам, тропам. Добар ден. Јас сум тај ме прати тој да земам. Немам појма вели. Викам добро, викам ти ли си, името му кажува, не. Таа вика другата оранжерија позади, знаеш, значи јас сум сгрешил, не сум знаел. Викам добро, извини, вака свештеник одам. Вика чекај, знаеш, дедо попе или оче, не знам како ми рече. А што тражите? Викам ќе осветуваме црквата во Прибачево, Кочани Прибачево е 2 километри, 3 тука. Викам ни треба. И јас ќе дадам. Значи он оди во тоа хангарот пун патлиџани красници. И јас ќе дадам, знаеш, вика, ја не сум знаел, значи така ме ви кажам, човекот у моментот, јас ќе дадам, нема проблем, еве луѓето, тоа беше голем народен собир. Сакам да ти кажам дека некојаш луѓето и не знаат дека има нешто потреба, значи треба да се афирмират сите тие проблеми во општеството за да можат. А црквата како црква верувам дека на секому му помага колку може и се труди. Можеби ние како црква нема да можеме конкретно, но ќе најдеме начин. Ќе најдеме решение, ќе помогнеме, ќе се јавиме, имаме луѓе, имаме пријатели кои што се околу нас. И секој еден човек кој што тропнал, ако било тоа и искрено, нормално, па има и сега лажни работи. Колку има сега лажни работи. Ако ќе проба, ако може, ако не може, ќе си претрае или ќе се открие. Но повеќето мислам дека сме успеале да речеме да помогнеме и да бидеме од корис, едноставно. Не корис дека тој ќе биде нешто задоволен, туку корис во таа смисла дека ќе си ги ублажи потребите колку што може. Мене ми е често задоволство што при тоа нели дојдовте во Македонија во посета на вашиот роден крај и одвоивте време да бидете гости во мојата емисија, одвоивте време за моите гледачи. Тоа е голема благодарност. И се надам дека нешто позитивно ќе кажеме. Нека
Господ Воскреснатиот дарува здравје, мир и спасение на сите луѓе. Амин. Ви благодарам и се надам Така. дека може би никош повторно и ќе соработуваме. Би сакал да имаме континуирани соработки. Ви благодарам, Христос воскресна. Ви сте воскресни.